Вести на Канал 8, добро дојдовте. Загаденоста на воздухот е актуелна тема, како во државата, така и во општина Кочани. Тоа беше повод за покана од градоначалникот Николчо Илиев во работна посета да дојде заменик министерот за екологија Јани Макрадули, при што беа представени мерките за заштита на животната средина. Загадувањето на воздухот во Кочани и мерките што треба да се преземат за негово намалување беше главна тема на која се разговараше на работната средба на градоначалникот Николчо Илиев со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Беше констатирано дека причини за загадувањето е чадот од палењето на страништата и сламата на земјоделските површини, само запалувањето на градската депонија, како и чадот од индустријски капацитети кои, иако поседуваат интегрирани еколошки дозволи, не се во надлежност на локалната самоуправа. Заедно со јавното комунално предпријатие преземавме. Јавното комунално предпријатие издвои средства од сопствениот буџет во висина од 1.200.000 денари без ДДВ и во тек е јавна набавка која ќе биде објавена во сите медиуми на начин како што треба, се со цел да го решиме проблемот во евентуалните пожари од метанот кои избиваат во утробата на земјата, значи со систем на алги, не го знам системот, меѓутоа силиконско затварање на сите потенцијални жаришта во утробата на земјата, што значи дека очекувам со ова дека дополнително ќе ја подобриме целокупната состојба со горењето на депонијата. Заменик министерот Макрадули нагласи дека преземените мерки од локалната самоуправа се позитивни, а во врска со компанијата Paper Mill, за чие работење има најмногу реакции од граѓаните, рече дека таа поседува интегрирана дозвола. Од 8 до 4 ноември биле направени 5 инспекцијски надзори, при што е дадена обврска да се инсталира филтер на оджекот, со оглед што е променет енергенсот од метан на пелети. Додека не се направи од акредитирана лабораторија, како што и барањето на инспекторот, мерење на емисиите кои што се испуштат во воздухот, ние не ќе продолжиме со усогласување на интегрираната дозвола која што е во процедура во Министерството за животна средина и просторно планирање. Првиот проблем, да кажем, геотермалниот систем може да придонесе многу за решавање на загадувањето со приклучување на повеќе институции, јавни институции кои што сега се загреваат на друг тип затоплување и на тој начин можеме да дојдеме до решение, едно вин-вин решение кое што би ги решавало и двата проблеми. Во врска со информациите во јавноста за коруптивно однесување на луѓе во Инспекторатот за животна средина, заменик министерот Макрадули најави дека новата контрола на испуштањето чад од компанијата Paper Mill ќе ја прави друг инспектор, кој не е од источниот регион. На средбата со заменик министерот Макрадули стана збори за намаленото ниво на геотермалната вода во Кочанско. Беше констатирано дека причина за тоа е прекомерното црпење на водата, поради што ќе се прави вореден инспекцијски надзор кај еден приватен концесионер. Министерството за животна средина и просторно планирање дава поддршка на локалната самоуправа на Кочани за решавање на проблемот со прекомерното искористување на геотермалната вода. За тоа ќе се преземат и вонредни контроли, најави заменик министерот Јани Макрадули при посетата на општината. Согласно и последните насоки кои што дојдоа од страна на канцеларијата на премиерот Заев, каде што сите инспекторати се ставаат на располагање на Министерството за животна средина и просторно планирање со асистенција на Министерството за внатрешни работи, ќе побарам вореден инспекцијски комбиниран увид да се направи од страна на повеќе инспекторати различни по природа, но кои што сите можат да придонесат од својата област во детектирање на проблемот и потоа да се донесат одлуки за решавање на истиот. Очигледно е, според мене, злоупотребено давањето на концесија со обврските што треба да ги има, но не сме ние што треба тоа да го процениме, туку врз база на увидот на инспекторатот и ќе се направи анализа. Ние како Министерство за животна средина сме загрижени и за ниското ниво на вода, состојбата во базенот, но и за испуштањето на топлата вода во реката, која што очигледно придонесува за уништување на биодиверзитетот внатре. Според заменик министерот Макрадули, по добивањето на резултатите од вонредната инспекцијска контрола врз работењето на приватниот концесионер на геотермална вода,
ќе биде познато какви мерки ќе бидат преземени. При тоа не ја негираше и можноста да биде одземена концесијата. На средбата со заменик министерот присуствуваа и членови на Советот на општина Кочани, кои на пресконференција изнесоа едногласно барање до сите надлежни државни институции итно да преземат мерки против неконтролираното црпење на геотермалната вода. Ние, како членови на Советот на општина Кочани, јавно ги повикуваме сите надлежни државни институции итно да преземат соодветни мерки во врска со неконтролираното исцрпување на геотермалната вода во општина Кочани. Проблемот трае подолго време, но последната година истиот ескалира. Затоа уште еднаш апелираме, ние како членови на Совет, и бараме од Техничкиот инспекторат и од Министерството за економија да преземат соодветни активности кон приватниот концесионер, бидејќи досега неколку пати е реагирано од локалните институции, но од надлежните од државата се уште нема одговор. Според податоците од комуналното предпријатие Водовод, кое стопанисува со системот геотерма, пред почетокот на оваа грејна сезона е регистрирано опаѓање на нивото на геотермалната вода во подземниот басен за 55 метри, што е алармантна состојба. Како причина за тоа беше наведено прекумерното црпење на водата од страна на приватен концесионер кој поседува оранжериски комплекс. Тендерските процедури за набавка на вакцини ја одложија имунизацијата против грип за 1 месец. И додека во изминатите години таа почнуваше на 15 октомври, за годинава според прогнозите на надлежните ќе биде после 15 ноември. Во државата не се стигнати ниту комерцијалните вакцини што ги набавуваат центрите за јавно здравје. За регионот и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани ќе бидат набавени околу 3000 вакцини. Иако беше најавено дека вакцините против сезонски грип ќе стигнат до крајот на октомври или почетокот на ноември, сепак тоа не се случи. Од Центарот за јавно здравје Кочани информираа дека вакцините и понатаму ќе доцнат, веројатно до крајот на ноември. Таква информација примиле од централно ниво, а како причина го наведуваат бавниот процес во тендерските постапки и набавката, информира доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог во Центарот за јавно здравје. Тој истакна дека, како и минатата година, и оваа вакцините ќе бидат 4 валентни и со висок квалитет. Пензионерите ќе бидат ослободени од плаќање на вакцините и за нив ќе биде бесплатна, а мал дел од вакцините се комерцијални и изнесуваат 600 денари. И на кои годинава ќе има доволен број вакцини за сите што сакаат да се вакцинираат, односно за Кочани и регионот што го покрива Центарот за јавно здравје ќе бидат набавени околу 3000 вакцини. Лани имаше голема заинтересираност за вакцинирање и во првите 3 дена од почетокот на вакцинирањето беа потрошени повеќе од половина од набавените вакцини. Големата заинтересираност за вакцинирање најверојатно се должи на подигнување на свеста кај луѓето за заштита од сезонски грип, како и на досегашното искуство кај граѓаните со вакцинирањето да немаат проблем со грипот во текот на зимата. Препораките од Центарот за јавно здравје се дека пожелно заради превентива е да се вакцинираат хронично болните лица кои секоја година си ја примаат вакцината против грип, трудници, малите деца до 3 годишна возраст, здравствените работници, лицата со кардиоваскуларни и респираторни заболувања и лицата со намален имунитет. Бесплатните вакцини се наменети за пензионери над 65 години, трудници, хронично болни и деца до 5 годишна возраст, кои преку мој термин ќе закажуваат за имунизација. Заврши аплицирањето за добивање субвенции за произведено и предадено млеко во преработувачките капацитети. До крајниот рок, 5 ноември, во Кочанската подрачна единица на Министерството за земјоделство аплицирале 270 млекопроизводители. Заклучно со 5 ноември заврши аплицирањето за субвенции за произведено и предадено млеко за периодот од мај до септември годинава. Висината на субвенцијата за овчо и козјо млеко изнесува 4,5 денари по литар, а за кравјо млеко 3,5 денари по литар. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани информираа дека до рокот се пријавиле околу 270 млекопроизводители од трите општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Горанчо Миладинов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани, информираше дека се уште не е дефинирано дали ќе биде продолжен рокот за аплицирање до 15 ноември или не, и кога ќе дефинираат конечно подрачната единица, ќе ги информираат навреме млекопроизводителите.
Инаку од подршната единица на Министерството во Кочани додаваат дека за да се поднесат барања доколку биде продолжен рокот, со себе задолжително треба да се понесе лична карта и оригинал и копија од откупните белешки за наведените месеци. Самостојна изложба на ликовниот уметник Новица Трајковски организира Центарот за култура Бели Мугри. Иста тајна тема убава е Македонија и содржи слики од убавите предели на родната Македонија и старите камени мостови. Центарот за култура Бели Мугри на 15 ноември во 12:30 часот организира изложба на слики на ликовниот уметник Новица Трајковски. Тој е роден во населбата Илинден, Скопско. Средно уметничко училиште завршува во Скопје, ликовна академија исто во Скопје, во класата на професорите Димитар Кондовски и Родолюб Анастасов. Има остварено над 50 самостојни изложби и многу групни изложби во земјава и надвор од неа. Член е на Друштвото за ликовни уметници во Македонија, живее и работи како слободен уметник во своето родно место. Целото негово сликарство е посветено на божествената љубов, бидејќи сето она што не обкружува е дел од неа. Трајковски, како роден македонец и православен христијанин, ги слика убавите предели од родната земја Македонија и се што го инспирира од неа, па од таму циклусот го нарекол Убава е Македонија. Старите камени мостови во Македонија е дел од тој циклус и со него ќе се представи со самостојна изложба во салонот Фоаје во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, откаде ги покануваат сите љубители на уметноста да присуствуваат на отворањето на 15 ноември. Од Центарот за култура подсетуваат на уште 2 настани во тековниот месец. Концерт на камерниот ансамбл 5 квинтет на 12 ноември во 19 часот и на 14 и 15 ноември прикажување на филмот Врба на Милчо Манчевски. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.